od moj jagol. Mislim, znači postojam. Некогаш односите и настаните не можеме да ги објасниме, ниту себе си, ниту на другите. Сепак, усогласувањето со околината во која живееме може да ни помогне за успехот во тоа со што се занимаваме. Сакале да признаеме или не, со луѓето околу себе секогаш не се согласуваме. Така, ни доаѓа без причина да се караме со лицата кои ни се многу блиски, мајка, татко, брат, сестра, а одлично да се согласуваме со некои од поблиското, односно подалечното соседство. Тука се другарите од училиште, колегите од работа или оние што случајно ќе ги сретнеме и запознаеме попатно. Се што може да се случи убаво, најчесто се доживува дома, барем така велат повеќето, а зидот на несогласувањето наидува кога ќе излеземе надвор. Постојат случаи кога ова е поделено, па така добро се согласуваме само со еден или двајца членови од најблиското семејство, само со некои другари од училиште, само со 2-3 колеги од работа или само со некои пријатели од поблиското соседство. Со другите едноставно не оди. Не се може мирно да се разговара, иако во душата може би и ви се драги. На овој начин не се сака да се биде насамо без некој трет, исто така вам пријатен, кој едноставно знае да сврзува. Само во негово присуство може да сте насмејани, да сте ведри, да разменувате позитивни мисли, а ако се случи да излезе, се одедна стивнува и се создава молкот. Ова не е случај само во секојдневието, туку воопшто во животот. Се влюбувате во лице од спротивниот пол на прв поглед. Не ги гледате недостатоците на таа личност, па така откако влюбеноста ќе помине, кристално јасно и се излегува дека таа која бескрајно сте ја сакале воопшто не ви одговара и не наидувате на согласно за работите кои ве поврзуваат. Ова не може да се објасни, но јасно е дека секој човек е поврзан за промените и состојбата во природата. Затоа, при изборот и привлечноста треба да се потруди да се откријат сите страни на личноста што ве заинтересирала. На овој начин и за неа и за себе ќе се поштедите од последиците што подоцна доаѓаат. Тајната не е во љубовта, таа е во душата на секого од нас. Мислите се како и водата. Што се поблиску до изворот, тие се почисти. Секојдневно како од извор во нас се ројат безброј бескрајни мисли. Тоа се мисли што скитаат, луѓето ги испраќаат, а тие во атмосферата бараат свое гнездо, но и жртва за да се вгнездат и умножат. Мислите се ројат во една река. Но јасно е, кога реката ќе надојде и требаат нови токови. Затоа тие треба да се анализираат од каде доаѓаат и каде лежат причините за нив. Јасно е дека мислите се една сила, а негативностите создаваат вина. Оној кој не успеал да го совлада минатото, не може да завладее ниту со сегашноста. Синтезата треба да биде интеграција помеѓу материјалното и духовното. Светлината во нашата душа навлегува и преку чувствата, и преку светлата и чиста облека со пастелни бои. Сето она што е светло, што е уредно, прозрачно, позитивно делува на човечките мисли. Лесните бои и хармоничните тонови ја стимулираат душата и емоциите. Запрашајте се дали е така. Размислете и самите ќе дојдете до свој заклучок. Секако дека во царството на материјалното се присутни вибрациите од сите видови. Ги примаме на себе, во себе,
Сите вибрации што вибрираат на нашето ниво на свесност и со нив едноставно се инфицираме и поистоветуваме. Тие влегуваат во нашата аура, која е всушност огледало на нашата душа, свест и подсвест. Мисловните комплекси се само енергетски полиња што ги создаваме размислувајки, зборувајки и работејки. Дисхармонијата настапува кога едно мислиме, друго зборуваме, а трето правиме. Кому му е тоа потребно? Дали е правилно? И каде е тука она човечкото? Духот треба и мора свесно да владее и да завладее со материјата. Се минува и се менува. Сите одиме кон непознатото, запознавајќи се постепено со тоа, привикнувајќи се на новите работи кои со време стануваат познати. Денови за одмор, денови за викенд. Звучи на вистина привлечно, а од друга страна веќе познато. Сабота, недела, обично денови за одмор од работа, што секојдневно се врши на работни места, пазарење во поширока смисла на зборот. Се разбира уште поарно ако е тоа на почетокот или средината на месецот, кога платата ви е се уште во джебот, обврските околу децата, помош во кујната, читање весници, списанија, интернет, како вели народот, онака, на раат. Викенд, како убаво звучи, одмор. Но, колку е навистина тоа така? Впрочем, секој од нас го знае тоа одлично искуство. Конечно, би било убаво, барем во овие денови да се посети некој убаво местенце, парк, планина, колку толку да се опушти организмот. Препорачлива е и посетата на некоја киносала или театар. Потребно е барем преку викенд во воздухот околу нас да се почувствува мирот, спокојот и да не се заморува со тоа што се случувало и случува преку неделата. Треба да се погрижи нешто да тече, да не стои во место, како неизбришан прав. Направете викендот на вистина да стане доживување во една вистинска смисла. Не бидете заробеник на работата, на животот што едноставно си минува. Не очекувајте дека некој друг тука ќе ви помогне. Познато е дека ако сами не направите нешто, никој нема да направи нешто повеќе за вас и подобро за вас. Викендот поминува како истрел и веќе понеделник е нов ден, нов предизвик. Погрижете се сами да оставите позитивен знак на животната табла, да го зачувате здравието и оптимизмот пред се. Дружете се преку викендот и не го чекајте наредниот, кога може би мислите ќе биде подобро. Секој ден си има своја убавина, а викендот, тоа е само точка на превирање и премин кон ново, наредно, може би, подобро утре.